зошто Зоран Заев вчера вечер јутрово зборуваше за 11. октомври. Тоа е само затоа што на 17. октомври имаме избори и сака да заборавите на се она што претходно го правил. Ако га нема избори, тој тргува со светите работи на овој народ, меѓу кои е нашето антифашистичко наследство. Тој кога не се избори, самиот си кажува дека бугарите овде за Втората светска војна не биле фашисти, туку биле администратори. Денеска од Прилеп, од градот од каде што се дигна македонската борба против бугарскиот фашистички окупатор, порачуваме: доаѓа крајот на продавањето на македонските национални интереси. Овој народ има желба за промени. Овој народ е горд народ и достоинството никој не може да му го земе. Ке го бришел од плочите народно-ослободителната борба против бугарскиот фашистички окупатор. Ке бриши историјата каде нашиот идентитет е зацртан. Почнува со едно и на крај остануваме без се. Така работи Заев. Ветува едно, а во реалноста го прави спротивното. Ви дојде крајот. Македонија нема да се предаде пред вашите приказни, нема да ви поминат поделбите. Македонија ќе победи на овие избори, затоа што на народот му е доста од разочарувања и време е за нова иднина што сите заедно ќе ја прекипено му е на народот од оваа власт. И овие локални избори се можност со вашата одлука. Избор позади параванот да започнете да ги менувате работите. Одлучено е, а народот е решен дека сака промени на оваа корумпирана власт, која не исполни ништо од тоа што вети. И затоа она што и преостана на власта е преку ситни троманства, пакости и кочење да гледа да го намали поразот. Затоа, драги пријатели, најдобриот начин да се спротиставиме на сето ова е да има масовна излезеност. И знаете дека доколку тоа се случи, тогаш власта е немоќна. Тие не можат да купат толку гласови колку што народот може да излезе и да им ја запечати судбината позади параванот. Из Европа велат дека станал еден од најбогатите функционери на Балканот и пошироко, а Македонија е на самиот врв по несреќа и сиромаштија. 4 години чекаме Facebook и Google да ја преминат границата и да инвестираат во Македонија, окапаа на табановци. Наред не може да дојдат од инвестиции. Ни инвестиции на Заев, ни Бутов. Нема инвестиции. Последни сме во Европа и регионот затоа што на власта тоа не ја одговара. Ниф им одговара, драги пријатели, ова мучуриште, за да направат редистрибуција на капиталот, што може да се изрекетира, што може да се украде. И морам да ги прокоментирам вчерашните снимки на кои се гледа како со тракторска приколка се носат книги во депонија за палење. Секаде во светот книгите се купуваат бидејќи се вредност. Само кај нас Заев и Царовска ги палат. Знаењето кај нас со Заев завршува на депонија. Па тоа ни на Луи 14 не би му текнало. Прилеп е синоним за рекет од лице кое важи за блиско на Сугарески, а кое е невработено и има возен парк од 400.000 евра. И утре панека врти по телефони да се заканува, еве тука сум, ме гледа, да знае кој ќе му пресуди. Да знае.